Македонската литература од областа на фолклористиката од неодамна е збогатена со капитално издание од 10 тома, насловено како Македонски народни умотворби, кое всушност представува антологија на македонската духовна уметност, создавана со векови наназад од македонскиот народен гений. Ова антологија, дело на истакнатиот македонски научник-фолклорист, професор доктор Марко Китевски, е најновиот негов придонес во областа на националната култура, кој 40 години наназад е доследен, длабоко посветен и исклучително продуктивен научен истражувач на македонскиот фолклор. Во оваа антологија тој ги собира, избира, анализира, жанровски ги класифицира врвните македонски народни умотворби, преку кои се реконструираат духовните вредности и културното минато на македонскиот народ. Едицијата Македонски народни умотворби во 10 тома ја објави издавачот Камелеон од Скопје, а ја финансираше Министерството за култура во изминатите 5 години. Значи се работи за 10 жанровски антологии од македонското народно творештво. Првите 5 се народни песни, следните 4 се приказни и последната 10-та е говорни народни умотворби. Значи тука е содржано сето она најубаво што македонскиот народен творец, македонскиот народен гений го создал низ вековите. Сето она што е запишано и објавено, консултирано е, значи ги консултира сите зборници со македонски народни умотворби, сите весници, списанија. Има одредени примероци од мојата запишувачка дејност, ови архивски материјали, некои така натаму, значи сето она до што можев да дојдам и што е познато и непознато во нашата јавност, најде место во овие 10 тома антологии македонски народни умотворби. Кога се зборува за антологии, значи правен е избор, вршена е споредба меѓу одредени варијанти на народни песни или приказни и избрано е она најубавото, што јас сум сметал дека е најубаво од тие варијанти. Така, ова едиција содржи на околу 3500 страници, содржи околу 1800 песни, 530 приказни и други народни умотворби како пословици, гатанки, брзозборки, броеници, залагалки и така натаму, клетви, благослови. Создавање на вакво капитално дело, каде е собрано најдоброто што го создал народниот уметник, подразбира долгогодишна, трпелива научно-истражувачка работа, но што е она што авторот, создавајќи оваа антологија, посебно го фасцинирало и воодушевило? Мене ме одушевуваше тоа што имав чувство дека избирам од убаво по убаво. Значи, како бисери да претураш низ рацете. Македонскиот гений навистина создал прекрасни народни умотворби, песни. Меѓутоа, кога ќе земите 10 или 20 варијанти на песна и од нив одбирате најубавата, навистина е пријатно чувство тоа. Потоа, кога ќе видите дека овие примероци од нашето народно творештво можат да се споредуваат или да се носат со најубавите книжевни творби од светската наука. Навистина не е претерување тоа, ако се изберат, ако се споредат убавите љубовни песни и митолошките песни од нашиот фолклор, навистина се на исто рамниште со светската книжевност. После 40 години истражување на македонскиот фолклор, што резултира со 50 објавени книги и безброј научни трудови, која е следната научна и истражувачка провокација на доктор Марко Китевски? Во овие книги го вложив моето 40 годишно искуство во собирањето, запишувањето и проучувањето на македонскиот фолклор. Значи, првите трудови од фолклорот ги објавив 72 година, еве точно 40 години, и можам да речам дека ме исполнува тоа чувство, дека тоа искуство 40 годишно го реализирав на некој начин во оваа едиција. Сега што останува за понатаму, никогаш не е исцрпено истражувањето. Мене како истражувач ми остануваат и други предизвици, да речеме откривање на нови непознати собирачи на македонски народни умотворби. Натаму ми
представува предизвик проучување, да речеме, на пишување монографија за браќата Миладиновци, која што кај нас ја немаме, иако толку време се проучуваат, Миладиновци се слават, ние немаме се уште монографија за тоа, но и некои други предизвици, бидејќи фолклорот навистина е неисцрпна ризница која што има место и за сите да истражуваат и никош не ќе биде до крај проучено. Ова антологија, која можеме да ја наречеме и енциклопедија на македонските народни умотворби, е наменета за секој дом, но пред се за фолклористите истражувачи, домашни и странски, кои низнеа ќе го видат богатството на македонскиот фолклор и неговите специфики, преку кои се изразуваат културниот идентитет и духовните вредности на нашата национална култура.